Нема назад. Само напред гурајте вие. Напред! Абе, ние не можеме да ги отргнеме децата од компјутер, тие запнале уште повеќе да висат на компјутер. Не е дека е страшно нешто, само подгответе си пари за очило. Многу пари. Сите ќе бидат кој еден со очила и само е прашање на време кога родителот ќе сака да вложи квиско. Знаете, она квискотека, хоп, детето во раце, вложувам квиско и си добивате што и да посакате, па и дупло од тоа што сте посакали. Сега, не баш се, нели? Ние не сме тендерашко здружение, не може джип стан викендица, тоа секој няма, друго скоро се. Тато, за новата учебна година мораме да купиме нов таблет. Каков таблет бе? Има да одиш пеш на училиште кој јас што имам одено и крај. Јас немам ни за половна кола, он нов таблет ќе ми купува. Кога ќе почнеш да работиш, тогаш како сакаш, а додека јас те школувам, тоа ти е. Има пеш да одиш и да пееш. Сега нема многу пење, нели има повеќе тоа. Да, нема пење. Порано во кафеана се пееше, а во полиција се молчеше, а сега е обрат. Во полиција пеат, а во кафеана ни да зуснат. Оти сега, нели, модерни се времињата. Скоро секој сега во кафеана оди со жена. Мораат да прават компромиси, оти не им се спие по терас. И така излегува дека кај нас се сведува на интерес. Со децата се договараш како и со жената. Исто. Ако сакаш нов мобилен, ќе се поправиш на школа. И веднаш се поправа. Се убива од јадење. Ма ви велам, се е интерес. Освен еден пример, кај што има и сакање. Сега се сети, да. Има еден пример кај што има сакање. Жена оди пред трафика и вели: "Добар ден, имате ли вие кондоми XXXXXXXXLLL?" Овој вели: "Имаме, сакаш?" "Сакам." "Да почекам и да видам кој ќе ги купи." Ете, тоа е сакање. Сака жената. Или се сака, ама сеедно, важно, ете има сакање и не баш се интерес. Има нешто и камата. Да сака така и политичариве, а? Има да ја биде државава за 5 години. Пак ќе треба да менуваме име, знаете? Нема веќе да бидеме Македонија, туку Швајцарија. Шта? Зафатено било? Па што? И Драган било зафатено кога сум се родил, па куми така ме крсти. Абе, како сакаме, така ќе се викаме, што ви? И не само што ќе се викаме, туку и ќе не вика. Па и ако не викаат, не канети ќе си идеме, кај да посакам? Во ЕУ, ајде, сите во ЕУ. Во НАТО, ако сакаме уште еднаш ќе влезе. Бе, така ни се сака. Само да има сакање, вел. Има да се оправиме веднаш. Знаете, кога се вложува, вака да има инвестиции ваму таму, да почне да се гради. Замислете бе, на секаде се гради, само во Куманово се цицки. Кажете ми, завршивте ли со асфалтирање? Зошто? Зошто? Па да можам да копам за канал, па ќе дојдат оние за Кабловска, па газ. Знаете дека тоа газовите сега се најекономични? Па, ако е така, наместете ги и вие вашите и видете што тоа ќе можете да гледате и денеска во Нема љутиш. Ставре, слушај да ти кажу, има там кој нас у кокошарник некои 5 кокошке, ќораво јајце не су снеле целу зиму. Да отидеш ти тој да испокољаш. Ала Прда увек работи нешто што не се види и не се познава. Например, збира маглуџакови. Ранци на грб и оди, шета. Прави муабет като тамо мечка. На куде њима. 3 невесте тикве брале бре. 3 невесте тикве брале бре. Абе, кажаја сам ти. Ти да не поеш никад се тушираш, бе. Нема таки фуц. Те ти го дојди како лисица са сопаш под зачисти малко, а пуно ми на збори. А плата колко ги даваш? Знае се минималец. Ама кој мене ги е загарантирано? Нема тој. Значи загарантирано и тачно на време. Увек. Кој доше бе мене да ме праша некад како ми е? Па добро бе, еве, јас сам дошли и ке те прашам. Како ти е? Не ме прашуј!
Во животот променив многу работи. Дома променив се. Го сменив работното место. Го променив најдобриот другар затоа што сватив дека тоа никогаш и не бил. Ги менував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. И сега кога ќе помислам, постојано менував се. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. Потврдено од семејствата во Македонија. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Секое дрво си има свој живот и своја приказна. Арис Ленино го продолжува животот на производите од дрво, кожа, медијапан и пластика, спречува надворешно влијание и на волшебен начин им дава сјај на вечна младост. Ленино од Арис, толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Бре, баце Стојко, ама ти е текнало алал да ти ово кое се напичамо малко на слънце. Бре. Много вручина, бе, стар. Врутина. Што има за ручак денеска? Јали, кокошку, зашто? Па и чернели имаше кокошко. И чера и преко и чера, зашто? Па што сте ги се запнале толку на тие кокошке? Јас сам ги се запнаја. Жена, бре, знаеш кад се запне. Рече, Ставре, слушај да ти кажу, има там кој нас у кокошарник некои 5 кокошке, ќораво јајце не су снеле целу зиму. Да отидеш ти тој да испоколјаш. И ти? Ја што ја го праша, петли, она кад те викнала, петли не ги дирај, салте кокошке. Па убаво ти вика жена, добро ти вика. Што бре може да биде убаво кад ти вика жена, па ти бре бато Стојко? Оно бре тај кокошарник далеко. Док отидо ја забрави. И викамо тамо, жено, петли бела. Она бре будала, још повише вика од мене. Раненце те не изело, петли не ги дирај, салте кокошке, петли си ги носи в јајца целу зиму. И ете сега едемо ги. Мудриле сте на месо овој неделју. Многу убаво е га ти се врати. А ти што имаш за ручек? Јали? Да. Па ти знаеш дека ја доведе помладу. У град овдека викам во убаво, Злато. Што е данаска за ручек? Она вика супа од карфиол, плескавице од соју сос од тиквички. Бре, баце Стојко, па тај сака да те остави, бе. Па што ти бре не каже убаво, а не ова кој кукавички, да не кажу педерски, не знам, викате ли такој у град. Па много те бре мучи ова кој. Не ме мучи, Ставре. Па ми се такој здраво ранимо. Еве, прошлу неделju прави зелје и моркови. Салто неделју? Не, целу неделju. Целу неделју? Па зашто? Па вика, чим работиш у спалну како зајац, има и у трпезарију да једеш како зајац. Мучите тај, баце Стојко, здраво те мучи. Слушај ме ти мене.
двојца другари и викав ќе идеме у природу малце. Море и у шуму ќе фатимо. Море и у шуму ќе фатимо. А са ги ли море или шума, а они у шум. Ранцина, грпи, оди, шета. Прави му абет като тамо мечка. На куде нима. И едон укочи се цел. А онaj друг само лагано ранат симнуе, так. Соблача ги чизбе, пати ќе облача, вржуе ги. И овој друг гледа у мечку, гледа у njega. А вика, што бе пати ќе облачаш? Мислиш ли дека ќе бидеш побрз од њума? Мене ми е важно да сам побрз од тебе, бе, будало една. Алапрде. Тоа су наши природни и друштвени катастрофи. Не бутав и не растурав, него подкопуев. Како за ѓавола што се вика ѓавол ни оре ни копа, него рилја. Други земје страдав од природни катастрофи, како што су земјотреси, поплаве, клизишта. Наша од Алапрде. Алапрда увек работи нешто што не се види и не се познава. Например, збира маглуџакови. Пресипуе од шуплје у празно, млати празну сламу. Тој се набута још док е младо на позицију и како манастирски глусац ќути и грицка. За njega мора да има увек од погачу, затоа што многу е трча и тој баш за тие што су у тај момент на позицију. Ако случајно му даде некој реч на састанак на управен одбор, куде што е нормално и он члан, може да збори 3 сата, а да не каже ништо. Обавезно се најде некој кој ја прочита и искоментира. Крај. Искочи да збори Алапрда. Здрав. Па ајде, бе. До кад ке те чека, мајко, куде беше? Што бе, куде беше, бе? Натам, навам работа, искочи едно, искочи друго. А бе, шта ти кажу, не иде све по план. Бре, по план. Ти па боже куќу правиш, па све тераш по план. Абе, куќу кад правиш, знае се како бе. Оди си по лицу и сам си шъпка, бе. И, куде беше? Ајде, пој. 3 невесте тикве, брале, бре. 3 невесте тикве, брале, бре. Абе, кажаја сам ти. Ти да не поеш никад се тушираш, бе. До душе, може некој пати да се истушираш. Глеј бе какав си. Куде беше? Куде беше? Па, беше да го закопам бабу ми, на жено мајка. Ајде, и тој ли бидна? Кад бидна? До носк, изненадно, еден пут такој. Оп, труп. Закопасте ли го? Да. Бре, овој ковид што направи, мајко? А што си такав како краве да те жвакале, бе? Па како бе, зашто сам такав? Одвај го закопа. Отима се, неќе. Ја трупам, она, оп, кај ќе рипни искочи. Ја па трупам. Жив се измучи. Одвај го закопа. Него ај, кад си пае по едну, заживели, кад мора па да се мучи. Па ми за муку смо родени. Викам. Жена, бре, мала рипнала и у бању отишла брз сега на 2 недели. Абе, знаете ли колко ми фали? Много ми фали. Бање, па и она нашла сега баш да прави. Па могала би од време на време да ме посети, да се спушти од тој бању и да сврати до дома, да испегла, да испере, усиса и да си ги изврши, бре, брачни дужности. Па ако треба, бре, и да се издере малко на мене пред да појду на работа. А не све мајково го праќа. Нема таки фуц. Те ти го дојди како лисица са сопаш, подзачисти малко, а пуно ми на збори. Што има, бре, да ми го праќаш ти мајко ти, кад ја моју маму не сам го видеа са глав? Да, па и тате вика, досе, па ти да си го сакаја мајкову, њума би го женија. Ама ете, дојде баба, ја што да прав? Од пристојност на кој морам да го цуну.
Целивам го у еден образ, она вришти. Бре, викам, што во е? Зимам, целивам у друг образ, она па вришти. Што е работа? Кад да веду. Оно ја цигаре, бре, сам ga забравија уста. Залепило се. Смири се она тако едно време и одма, бре, чалам да покаже, па вика, зете, знаеш ли ти дека што га купи ја онај тросет за вас? На njega можев да седне 5 човека без проблем. И куде ја сега да најду 5 човека без проблем? Ете, дома ме зезав такој, па и на работа отиду, па и тамо ме зезав. И шефови и газде. Ама ако, викам ја, све док ме плаќав колко да не умру, ке работу колко да не заспию. Па они, слободно нека се шалив на мој рачун, слободно. И онакој ми е блокиран преко лето, а преко зиму ми е замрзнат. Двојца другари, ама аз другари, усве. И у тој дека не завршиле школу. До 8 и толку. Толку могале, толку дарба. Ама дошло после време, нели, мора да се има средња школа, па ги отворива тие вечерни школе куде што отидеш и за некои 3 месеца сви 4 години ги испуцаш. Нормално. Платиш, кешираш да може да се заврши тај школа како што треба. И сак тамо, негде, друга година, средња још има географија, и тај еден вика, бре, овога што га неќу по географију, још у основну кад уче смо ми предаваше географију, вика, сигурно нешто ќе ме заглави. Што ќе те заглави, ласни су прашања, вика, онај прв, вика, ја ќе ти кажу, вика, мене што ќе ме праша, сигурно и тебе, он не се замара да поставља нови прашања, вика, што се типа токо се крш. Добра, ма такој да биде, такој биде, слушај. Улаза прв, географија, карта, и професор покажуе. Што е овој? Овој теле гледа. Абе, што покажуе овој? Не знаеш? Па не знам. Ово е твоја мајка, бе. Ово е твоја мајка, бе, теле. Македонија е овој. Што га ја покажуе на карту. Плати ли за испит? Плати. Положи ја се, искочи. Искача овој, га прашува меѓу време кад улегне. Што те прашува? За мајку ми, вика. Улаза внутра. Па, професор, тој исти што ги предаваја. Ленјер покажува. Што е овој? Ово е мајка му на другара ми. Она умре пред 3 години, многу беше млада. И како кажа, колку запослени имаш у твоја фабрика? 120, зашто? А плата колку ги даваш? Знае се минималец. Ама кој мене ги е загарантирано? Нема тој, значи загарантирано и тачно на време, увек. А добро, нели се бунив? Не, зашто ли се бунили? Кој нормално ми изгледа. Ама ја знаеш ме какъв сам. Увек сакам нешто повише тако од себе. Така сам си човек. Не знам сак иде во овие празници, сакам да ги направам некој забав малце такој. Сакам да не кошта многу, а и пак да биде на висину такој и да се провеселим малку. А без сретни да ги видам сакам. А да земеш ти да се обесиш? Зашто? Па тој нема да кошта ич. Ке биде на висину и да ти кажу, многу има да биде сретни и да се провеселим. Минималец. Па законски. Па што ги кажу па се побуни, а? Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш
едно 50 метра кабел. Било откуде? Како бе од било куде? Не од било куде, после струили да те утепа. Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Мајсторе, од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, бе, свети унутра, еј! Во комплекс Етно село. Тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Арис де Грас, сега во 2 нови верзии, под контрола на италијански технолози. Запослен некој партиски, овие административци, знаеш, што се запосли, вработив се да не работив. И еден се запосли и сретуе га другар, после дугачко време, после неколку месеца, и вика, како ти е на работа? Мене ли? Мене ме на работа, сви доживljавам како Господа, да ти кажу право. Дебе, вика, како Господа. Сви знаев дека постои, а никој не ме видеа још. И? Што работиш туја сам? Чути, нели видиш колко сам миран? Вежбам стрплjenje. И? Како иде? Му не мрш! Како иде? Не ме прашуј. Дебе, што си нервозан, нели вежбаш трплjenje? Па вежбам? Нели видиш дека још те сам извежбаја? Што си нервозан? Нервозан сам. Кој доше бе мене да ме праша некад како ми е? Па добро бе, еве, јас сам дошли ке те прашам. Како ти е? Не ме прашуј! Како ми е? Како може да ми биде? По цел ден се расправljam со соној мој. Ајде. Па добро де, расправljаш. И што сака? Што сака? Чуј бе, жена што сака. Жена сака све и оден пут. Значи све и одма. Па добро бе, овој моја сака све еден пут. Знаеш што му истекнало? Знаеш што сака сака? Сака да биде глупа. Зашто? Па лепота била пролазна, вика, овој остануе. О, добар си ти. Мојата позапна сакаше да ослабне. И? Како го иде? Не го иде, не го ослабна. Сучка се направи. И сега, када погледну, на бут имаше тетовирано туја пеперутка. Сега би дала гусеница. За нигде, бе, спарушкала се, сгужвала и ја тоа одведу у салон за лепот. Ајде бе, и сак? Па што сак? Што бидна ли? Да. Па ништо не бидна, ама ја барем проба. Тезата дека многу пиеме алкохол едноставно не пие вода. А кај нас не пие само оној што спие. Тој што спие сонува дека кога ќе се разбуди, тогаш веднаш ќе почне да пие. Кај нас има дури и жени што пијат. Па што да прават? Таква ни е реалноста, а пиењето ја прави помалку болно. Па не мора да оди сега по докториот и нема место покрај сите овие што се со ковид заболени. Една што најдов, пие па растура, пие, растура. Белам на другара, бе, оваа многу пие, што да и правам? Прави и веднаш шопска да не се опие. Ќе ја фати ракијата, па ќе и летна звездите. Не дај Боже, може да си умисли дека сме влезени во ЕУ, па муабет нема да се прави со неа. И подобро е бе да пие ракија отколку нешто друго. Еве кафе, например. Не, никако. Никако. Слушајте ме, кафето, тоа ти е многу опасна работа. Една викнав кај мене на кафе пред 20 години, еве, се уште не излегува. Ама ние ќе се излеземе од кај вас, да, затоа што ќе мораме да се вратиме. А за да дојдеме пак, мора првин да си одиме. До следниот викенд. Чао.
Ой, здраво! Здраво! Абе, леташ како летиш, еј! И да сврати до дома малко, да испегла, изпере, да усписа, бе? Усиса, бе, пише, усписа. Искочи да се збори задњога за идеја и погреши ga. Вежбам стрплjenje. И? Како иде стрплjenje? Добро ли е стрплjenje? Никако. А зашто си... Не, малко, не требаш, тако е, добро е. Добро. Чек. И како лисица се сопаш. Фрц, фрц. Супа од карфиол, плескавица од соју, тиквичке, сос. Ама сам ga збунија. Како за ѓавола што се вика ѓавол ни оре ни копа, него рилја, не ga кажу и убаво, ама ке си ga кажу после па. 3, 6. Што ако вежбаш стрплjenje? Море марш! Како иде? Море марш! Не мора да значи дека не треба да поеш кад ќе се тушираш, а тушираш се кад не треба да поеш. Значи, ама ти е текналова, којто тај, ама ја нешто ти смени 7 гласа смени. Ој! Па ајде бе. Куде си до сак? Од кад те чека? Те сгужваја. Се, чекам. И вчера и прекојчера, зашто? Акција. Зашто? Тој су наши природни и друшtvени идрататра. Сак ми памет да направам смешко. Е па добро, ај, па погреши, више нема да грешиш и ми мајка. Само не се нервира ти. Готово. Акција.